Добре дојавте во За или против, јас сум Љупчо Светановски, имам чест денеска моја гостинка да биде владината гласноговорничка Марија Митева. Добре дојде. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Марија, чиста петка буквално кажано од Греко за Македонија, буквално кажано повторно едно високо признание, одамна не се случи ова, за вадата и за битката со корупцијата. Така е, Љупчо, навистина не радува ева што после години на низа негативни извештаи, на низа нотирани состојби кои што беа во насока на континуирана негација на состојбите кои што се случуваат во Македонија, на она што значеше презентација на Македонија, на она што значеше работа во рамки на институциите, на она што значеше на вистина институции кои што беа во криминал и корупција, би кажала, во гуша. Добиваме едно, би кажала, еден исчекор напред. Јас често велам дека еден извештај не ја завршува работата за борба со криминал и корупција, но е одличен показател, индикатор за тоа во каква насока се движиме и што успеавме да направиме за една година. Ако добро се погледне извештајот на Греко, ќе се види дека навистина има состојби кои што означуваат работа на оваа влада, исполнување на препораки кои што биле, остануваат уште неколку од нив кои што, иако го затворија Греко извештајот со позитивна оценка, сепак имаме цел како влада и тие кои што веќе се останати да ги реализираме. Можам да кажам дека не радува ова, дека е добар импулс, дека е добар показател, дека за една година успеваме да покажеме комплетно различно ниво на функционирање, различен систем на управување, различен, би кажала, начин на водење на институциите. И тоа е нешто кое што е за поздравување, тоа е нешто кое што не треба да не, би кажала, да не опушти, не треба да ни даде некој вид на комоција, туку напротив треба да биде мотивација за нас да продолжиме со уште позасилено темпо, особено во борбата со криминалот и корупцијата. Во контекст на оценката на Греко, доаѓа и моментот што еве веќе 13-ти месец му доаѓа, помалку од месец дена од прославата, така наречена, односно правење една година од вашето владење, 13 месеци за промена немаме ниту една единствена афера, нешто што доаѓа токму баш во контекст на оценката. Верувам дека сето тоа е поврзано, но не само вие како влада 13 месеца, веќе скоро 4 години вашите градоначалници се нели на позиција и таму немаме ниту една афера, нешто што е тотално црно-бело споредбено со минатото владење. Апсолутно да, и тоа покажува дека тоа за нас е принцип на владење и дека имаме нулта толеранција кон корупција и дека ако сме дале ветување дека мора работите да ги промениме, мора да започнеме од начинот на функционирање. Ние многу лесно можеме да направиме разликата на она што значеше владење изминативе 7-8 години, каде што на дневна основа ние имавме по неколку скандали, по неколку коруптивни сделки, ние постојано имавме извештаи во кои што јавни набавки се случуваа во 4 очи, постојано добивавме негативни критики за тоа, препораки се повеќе каде да се подобриме, меѓутоа ветивме дека системот на управување ќе биде комплетно поразличен од тоа што било претходно нотирано и од домашни, меѓутоа и од меѓународни, би кажала, експерти, организации, па и Совет на Европа, па и Европски парламент, извештаи и така натаму. И ветивме дека мора тоа да го покажеме на дело, затоа што ако продолжиме по таквиот принцип, ние навистина ќе уништиме, можеме и последната надеж која што има граѓаните, а тоа е дека Македонија може да има и треба да има функционален систем. Функционален систем се создава на овој начин. Оние луѓе кои што ја имаат добиено довербата да бидат првите во покажување на тоа каков начин ќе имаат при делување. Јас се радувам што можеме да констатираме дека изминативе 4 години сите градоначалници од редовите на ВМРО-ДПМН, се радувам што можам да кажам дека изминативе 13 месеци ние успеавме да воспоставиме некој ред на владење и да заборавиме на скандали, туку да започнеме со работа, со честност и посветеност, и тоа е еден мотив плюс да продолжиме во таа насока. Работите дефинитивно се променија, но остана една константа. Аферите повторно излегуваат, не дека ги нема, но повторно како и минатите 7 години излегуваат од редовите на сегашната опозиција која што тогаш беше власт. Тогаш власта ги правеше аферите и скандалите, сега аферите и скандалите повторно се некои атавизми од минатото кои што произлегуваат благодарение на истрагите кои што се во тек. Токму премиерот кажа дека 4,5 пати повеќе кривични пријави имаме за оваа година споредбено со минатата. Не е случајно, тоа е повторно еден атавизам, реликт од минатото
нивото на она што го имавме како Македонија, што го доживеавме за жал, но еве продолжуваат аферите од еден те ист извор, повторно си продолжува од сегашната опозиција која што беше власт, и тоа кажува многу. Апсолутно, Љупчо, јас имам можност, еве и мојата би кажала работа е таква да јас навистина ги следам сите институции, сите министерства, па и органите во состав на министерствата, се со цел транспарентно и одговорно да ја информирам јавноста за работата на владата и можам да кажам дека во секојдневната комуникација со надлежните министри, со надлежните раководители, со оние кои што навистина се посветени да работат оваа работа, добивам информации дека имаат потрошено многу повеќе време на детектирање на погрешните политики кои што биле превземани во минатото, а биле во насока на прекршување на закон, на работа спротивно на закон, наместо на онаа енергија која што би ја имале како време да ја искористат во креирање на нешто ново и нови политики, нови мерки. Меѓутоа се обврзавме покрај нулта толеранција за корупција, се обврзавме и кон неказнивоста. Мора да ставиме крај на неказнивоста и мора да покажеме дека секој оној кој што се огрешил, добил доверба од граѓаните, а работел спротивно на законот, ќе мора да биде изнесен пред органите на правдата, така што да, сите овие, би кажала, 13 месеци имавме дупло повеќе работа. Од една страна беше на воспоставување на ред, како вие ги гледате сите тие материјали, сите тие процеси, доаѓате до заклучок дека овде треба да се поднесе кривична пријава. Јас баш еве ќе си дозволам да го споменам и директорот на Царинската управа, кој што има навистина огромни резултати во оваа година, вели јас година дена не можам да престанам со наоѓање на состојби кои што биле погрешни, на затајување на нешто што значи данок и на нешто што значи дополнителен приход во буџетот и во креирање на би кажал кривични пријави. Така што да, во секоја институција ги има тие состојби. Жалам што 7 години Македонија наместо да биде напред, да оди напред, да има развој и просперитет, да можеме денеска да продолжиме од некаде, затоа што тоа е еден природен процес во политиката. Ние мораме да се вратиме многу наназад, да ги поправиме состојбите, да ги буквално да ги градиме темелите кои што ќе ги донесат промените на Македонија. Освен оваа стихија која што ја затекнавте во сите институции, Македонија за жал последниве 2 недели се соочува со огнени стихии, намалене интензитетот за среќа, но не е со среќа само. Институциите реагираа како што треба соодветно и се уште го прават тоа, но не застанува работата. Има и оперативни планови, има и вработување. Токму пред малку директорот на ЦУК објави огласот што е за вработувањето на привремените пожарникари кои што се невработени треба да бидат и слично. Зборуваме за 400 лица, значи не застанувате со активностите. Апсолутно не. Имаме навистина огромен оперативен план за вработување кој што го објавивме пред неколку месеци, кој што е во вредност од 40 милиони. Во тој оперативен план беа опфатени, значи уште во месец март беше предвидено дека ќе направиме една ваква активност, а тоа е вработување на 400 пожарникари. И ме радува моментот што еве даваме шанса на сите оние 400 лица кои што се регистрирани во Агенцијата за вработување како невработени лица или како активни баратели на работа, ќе имаат можност да бидат работно ангажирани во период од 5 месеци, да примаат надомест за тоа во висина од 24.000 денари и веднаш потоа сите оние кои што ќе дадат исклучително позитивни резултати, ќе покажат способност да бидат и трајно вработени. Да, се согласувам дека можеби првичната, би кажала, финансиска рамка е можеби за некого неатрактивна или можеби се очекува повеќе, особено во тој ресор, меѓутоа тоа е еден почеток за да активираме и мотивираме што повеќе граѓани и да работиме во рамки на она што го имаме во буџетот и на она што можеме најдобро да го презентираме на граѓаните им, да им понудиме шанса за некој нов почеток. Можам да ви кажам од информациите кои што ги имам дека одзивот е одличен, дека навистина по сите градови на оние 14 подрачја каде што имаме територијални противпожарни единици, веќе има одзив на граѓани кои што активно аплицирале. Рокот е до четврток. Јас очекувам и апелирам до сите невработени лица да искористат оваа можност, затоа што е навистина една нова шанса за нов почеток и нешто што ќе значи можеби нивен кариерен развој понатаму во иднина. За жал посведочивме и една негативна појава, се вика подметнување на пожар во 10 случаи. Тоа веќе е докажано. За жал, но државата реагира, тоа го кажа и безбедносниот експерт Милан Стефановски вчера кај мене. Во дел од државите подметнувањето намерно на пожар се третира ни помалку ни повеќе како терористички акт, бидејќи внесува несигурност, немири, гнев.
кај граѓаните? Дали има размисли за зголемување на подраконски да бидат казните за овие сторители, бидејќи навистина тоа не верувам, по друга страна дека беше и така случајно, но еве имаме десетина случаи утврдени дека дел од нив се спречени, но дел и утврдено дека се подметнати пожарите. Нема дилема околу тоа колку е запрепастувачка состојбата со информациите кои што ги имаме во однос на подметнувањето на пожарите. Јас ќе дадам само еден пример, нема да навлегувам во детали, се со цел да не наштетам можеби на некои дополнителни истраги, а тоа е дека на едно од подрачјата во рокот 1 час беа детектирани 14 различни локации на кои што имаше пожари, така што самото по себе зборува дека тоа има некој друг мотив и дека целта за тоа е поголема од она што во моментот се прекажува. Ако целта била да се покаже дека институциите не можат да одговорат, мислам дека тогаш тоа е промашена цел, затоа што успеавме да одговориме соодветно, успеавме сите максимални капацитети кои што ги имаме на располагање, прво да ги оспособиме, а веднаш потоа да ги ставиме во функција. Во многу случаи покажуваме дека институциите при несакани состојби делуваат и така како координирано, синхронизирано. Тоа е наша обврска и така и ќе продолжиме во иднина. Не може да дозволиме како влада никој да си поиграва ниту со безбедноста на луѓето, ниту па со животната средина, ниту па со состојбите кои што не би сакала да мислам и да верувам дека може не дај Боже да имаат по големи размери на поголеми трагедии. Така што како влада остануваме посветени, кризниот штаб е активен, се разменуваат податоци, се разменуваат информации за тоа каква е состојбата. Институциите се на терен, прогласена е кризна состојба во трајање од 30 дена, армијата е во комплетно располагање на сите институции, така што верувам дека ова лето ќе успееме да се справиме со овие несакани состојби. Беше премногу симптоматично како што започна така наеднаш, но нели и како влада, но и ВМРО ДПМН правеше пресконференции околу тоа дека се подметнуваат, насочувајќи директно и извори нели од каде што се прави тоа. Нели е малку симптоматично како наеднаш падна интензитетот. Она што го кажа на 14 места истовремено, сега дали сватија дека се демистифицирани и дека нели тоа што го прават не е така едноставно, ниту пак некој им верува дека така пожарите само им текнува да горат, па се појавуваат по 14 на едно место, па она што се случуваше постојано. Дали сватија, бидејќи факт е премногу гледано од страна, наеднаш како што беше и се смири ситуацијата по укажувањата дека се работи за подметнати пожари. Мислам дека брзите одговори на институциите придонесоа да таквата, би кажала, умисла која што ја имале да некако застане и да се стави можеби во втор план. Ние се уште имаме неколку активни пожари. Јас не би кажала дека можеби комплетно е ставена под контрола таа нивна намера за вакво дејствување. Меѓутоа со сигурност можам да кажам дека одговорот на институциите, кога велам институциите ги вклучувам тука и локалните самоуправи, самите градоначалници кои што постојано беа на терен и кои што самите детектираа какви запалливи материјали се најдени на самото место каде што е избувнат пожарот, и мислам дека брзото детектирање на сторителите, сведочавме дека имавме и неколку притворени лица кои што беа затекнати, така што тоа е одговорот кој што како држава ние имаме обврска да го дадеме. Јас не велам дека тоа е нешто кое што ние сме го направиле и е надвор од нашата надлежност, меѓутоа брзиот одговор и она што значи спремност на институции е нешто што мислам дека оние кои што имаа за цел да ги подметнат овие пожари не беа свесни дека оваа влада навистина темелно работи на состојбите, посветено. Има еден систем кој што значи брза координација и синхронизација. Не делуваме, би кажала, несинхронизирано. Комуникацијата помеѓу институциите на највисоко ниво и во една таква ситуација кога имате посветена влада која што во моментите размислуваше како да ги превенира состојбите, а не како да реагира. Затоа што ние во минатото бевме научени да се случуваат катастрофи, па потоа да гледаме реакции. Ние оваа година, ја следавте работата на владата, видовте колку време зборувавме за тоа какви планови се прават и во однос на оспособување на возила и во однос на правење на реорганизација на самите институции, во однос на воспоставување со новите вработувања на 400 пожарникари, да дадеме малку еден поинаков степен на организација, односно да бидеме подготвени, а не да имаме реактивна политика како што беа СДСМ и ДУИ во минатото.
Како би ја оценила токму улогата на опозицијата во овој случај во време кога Македонија гореше и кога пожарникарите беа на терен, новите единици на ЕБР, оспособените возила со кои што се подсмеваа старото железо, наместо да бидат на висина на задачата и да помогнат, тие потфрлија, буквално кажано, тие долеваа сеирџиски масло на огнот, нешто што беше тотално неодговорно, но и нешто што се уште трае. Пресконференциите се однесува први на Кочани, потоа се однесуваа на пожарите, кога стивна интензитетот се префрлија на Прилеп и немилиот настан со двојното убиство и самоубиство, повторно нели вината постојано некои црнила се користат за нели дигање на рейтингот, што не е ни така како што кажуваат. Јас во една прилика кажав дека таа политичка партија жалам што има некоја традиција на политичка некрофилија. И тоа не е нешто кое што е нејасно или нешто кое што граѓаните не се свесни. Ние имаме многу минати состојби во кои што таа политичка партија ги злоупотребувала огромни трагедии за политички цели. Не сакам да верувам дека ликуваат на состојбите и дека се радуваат на секој немил настан и дека го користат како материјал за пресконференција. Не е пресконференција да излезате само и да кажете дека некој не си ја врши работата. Треба да имате аргументи, треба да имате на крајот од денот, барем после неколку пресконференции, некоја понуда како сметате вие дека треба да помогнете или да направите нешто подобро, затоа што суштината на една опозиција е секогаш да биде коректив на власта. Ако вие немате идејата како да направите, ако вие само пред година дена бевте 7 години на власт не успеавте ништо да направите и да се подсмевате на некој кој што работи, оспособува возила, кој што ги става во функција на државата, затоа што тоа е се имот на државата, тогаш зборува за нив. Ние ќе продолжиме како влада да действуваме во насока на решавање на состојбите, на решавање на проблемите кои што се напластија поради нивното неодговорно работење, а мислам дека на нив им останува само да ги имаат оние, би кажала, празни пресконференции. Еве чисто еден податок ќе кажам, јас можам да забележам дека минатата недела баш во екот на пожарите нивниот председател Венко Филипче 4 дена го немаше ниту во медиумите, ниту во една изјава. После четвртиот ден го видовме на некоја пресконференција само со обвинувања, така што тоа доволно кажува. Никој реално и искрено да не се лажеме не очекуваше да ги засукаат ракавите и да излезат да помогнат со пожарите, но нели ниту пак толку сеирџиски да забегаат, слободно кажано. Сепак, реално гледано, од друга страна, ја утнаа работата повторно очевидно, е дека рецептот им е промашен и дека онаа кујна од бихачка постојано ги промашува рецептите, постојано ги пресолува, презачинува, како и да е. Ако не веруваат во тоа, може да погледнат во последните анкети. Имаме драстичен пат на недовербата во државата и во негативата на движењето на државата. Насоката беше пред година, година и половина, 82 до минимални 66% од граѓаните кои што веруваат дека државата се движи во негативна насока. Сега имаме 41%, што реално и не е малку, но е пораст од 100 до 50 можеби на 100, ако е 66 и повеќе од 50 на 100, 82 е веќе 100 на 100 зголемена доверба во позитивното движење на државата. Значи во превод повторно на што го кажав, рецептот не име баш погоден. Комплетно се согласувам и со сигурност можам да кажам дека толку голема безидејност влада е што некако не можат ниту да го најдат рецептот каде да се движат и како да настапат и некако одат на дневна политика и на дневни моменти како што ги спомнавте на милите настани во Прилеп, трагедијата во Кочани, пожарите, некако ги користат тие трагедии за пресконференции кои што реално мислам дека не кажуваат апсолутно ништо, туку го покажуваат нивното вистинско лице. Да, анкетите се доволен показател за работата која што ја правиме. Јас морам да кажам дека тоа е нашата навигација во однос на политиките, во однос на она што го правиме, во однос на тоа како делуваме, какви се мерките и политиките кои што ги носи оваа влада. Тоа не е нешто на кое што ние кога ќе го погледнеме на вистина се радуваме или не дава можност да ги завладееме позициите, напротив, не враќа онаму каде што сме почнале, а тоа е дека она што сме го ветиле мора да го реализираме, работата честно, посветено, да ги решаваме проблемите, да го подобриме животниот стандард на граѓаните
да го осетиме импулсот за тоа дали граѓаните сметаат дека оваа влада ги носи политиките кои што се правилни или погрешни, да видиме што можеме да подобриме, каде можеме да бидеме подобри, затоа што после 13 месеци ние не можеме да кажеме дека сите состојби ги решивме, но можам да кажам дека во најголем дел доведовме до една позитивна нула, изградивме темели од каде што ќе продолжиме навистина да ги реализираме сите оние ветени работи. Анкетите и бројките навистина покажуваат огромен раст и на претседателот на владата во однос на рейтингот и на владата во целина, така што ќе продолжиме, се водиме по мислењето на граѓаните, ги слушаме граѓаните, не сме политичари кои што навистина седат само во канцеларии и немаат допир со реалноста, постојано сме на терен, постојано зборуваме, достапни сме на граѓаните постојано и ги слушаме и нивните пофалби, но и критики и ќе работиме секој ден да биде се подобро од она што можеме да го понудиме. Има уште еден интересен момент кој што го покажува оној контраст на црно-бело. Зборуваме за анкета која што е спроведена во тој одреден период на толку и толку испитаници, нарачател е тој, изведувач е тој, на тој метод. Сето е црно-бело како што мора да биде, инаку не има и реакции од АВМУ медиумите дека објават поинакви анкети. Сега наспрема оваа анкета веќе втор пат се соочуваме пред една недела излезе претседателот на СДСМ и го повтори она што го фативме пред неколку месеци во ноември. Анкети што се тресат од ракав. Има анкети кои што се правени, така оди работата, и според која што падот на ВМРО ДПМН е на рейтингот е огромен и се толку е никаков бекграунд на целата приказка. Кој ја направил таа анкета, зошто ја направил и останува втор пат веќе во низа, иако на 6 месеци работава 7, да не се каже воопшто. Тоа е кажано, значи премногу е тоа, се вика лага, меѓу другото. Не може да му реагираат од АВМУ, нели, бидејќи сепак е претседател на партија, го штити и пратеничкиот имунитет и се, иако не е кажано на говорница, но еве контрастот, зборуваме за црно-бело, црно на бело анкети, од другата страна некој си измислува анкети. Контрастот е премногу голем во однос на многу работи, но еве и на анкетите. Некој си измислува анкети. Веруваш дека дотаму може да додат работите? Јас можам еве со сигурност да кажам дека сликата ќе биде комплетно јасна за неколку месеци од сега. Ни следуваат локални избори. Тогаш сите анкети и оние кои што не сакаат да ги пласираат, дали се измислени, дали се лажни, дали е само политичка реторика која што имаат за цел да презентираат дека не е така лоша состојбата, се со цел да ги мотивираат, еве да кажеме нивните членови и така натаму. Која и да била целта, мислам дека реалната слика, она што навистина ќе биде показател за тоа каква е состојбата, колку е во право ВМРО ДПМН и колку анкетите кои што се пласираат се само показател за тоа како ние го цениме нашиот труд, да видиме како граѓаните размислуваат за работата која што ја правиме или дали овие празни зборови искажани на пресконференција имаат некаква реалност. За неколку месеци од сега граѓаните ќе ја нададат најдобрата анкета на локалните избори. Јас сум сигурна дека ќе биде во насока на она што го презентираме како влада пред јавноста. Интересно е што порано имаа навика да ја користат она агенцијата на Спасов рейтинг за да направат лажна анкета. Резултатите потоа на изборите беа тотално различни. Дали било референдум, дали биле избори, секогаш биле катастрофално промашени, но еве имаме една анкета која што вели дека соодносот меѓу СДСМ и ВМРО е 5:1 во полза на ВМРО. Христијан Мицковски наспрема Венко Филипче е 7 скоро, 6 и нешто кома наспрема 1. Имаме повторно еден преседан кој што втор пат се повторува од вашето владење па навака. Беше 51,2 чинам, а сега е 52% од граѓаните. Тој е преседан во македонската политика. Не се случило до сега. Некој да рече 52% од граѓаните да речат ќе гласаме за една политичка партија, односно за ВМРО ДПМН. Реални се овие резултати, многумина велат дека можеби дури биле и повисоки овие соодноси. Но 52% се повеќе од 50% од граѓаните кои што викаат ќе гласаме за ВМРО ДПМН. Сите би кажала кои што се занимаваат со јавно истражување, со анкети велат дека се што е над 50% доверба искажана оди во насока на постојан и континуиран раст кој што ќе се случува во периодот кој што следи и дека тоа е можеби само за периодот за кој што е направена анкетата. Доколку се прошири периодот, доколку се направи поекстензивна анкетата, можеби процентите веќе да бидат во погорна и попозитивна насока.
Ценам дека посветеноста која што ја даваме изминатава година како влада е клучна за тоа какви се бројките на анкетите, каков показател ни даваат за воеднина. Затоа што кога ќе ги имате состојбите на нефункционалност, на комплетна запуштеност на институциите, на комплетно нереализирање на никакви проекти. А од друга страна ќе имате влада која што за година дена ќе успее да воспостави систем, кој што ќе успее да отиде да промовира автопати, да промовира нови инвестиции, да промовира нови инвестиции во образованието, да имаме зголемени плати на здравствени работници. И кога сето тоа ќе успеете да го направите за година дена, да направите еден систем кој што навистина ќе стави крај на се она што било уништено, тогаш некако со сигурност можам да кажам дека резултатите од анкетите го покажуваат она што значи работа и посветеност на оваа влада. Локалните избори, ќе повторам, ќе бидат најдобар суд, затоа што прво граѓаните најмногу ја чувствуваат поврзаноста со политиката преку локалната самоуправа, преку локалните представници и избраници кои што ги имаат, а веднаш потоа и преку извршната власт. Ние успеавме, покажавме и изминатите 4 години од локална самоуправа, ни оваа година дека навистина ние имаме мерливи и одржливи резултати и така и ќе продолжиме. Не им успеа ниту антикампањата против договорот за стратешко партнерство. Бројките покажуваат дека поголемиот дел од граѓаните имаат позитивен став околу ова што се случи таму, околу 6 милиарди што влегуваат во Македонија наспрема оние пари од непознати извори што ги изборуваше Филипче, па дека тоа било параван за вашиот криминал што ќе го правите, благодарение на заемот од британската влада што е малку надвор од умот, но сите овие работи очебидно паднаа во вода и не допираат до народот. Народот верува дека ова е позитивно нешто. Ваквата нивна реторика се одразува и на анкетите. Да зборувате дека стратешкото партнерство со Обединетото кралство е нешто кое што не треба да се случи, кое што е погрешно, кое што значи енормно задолжување, криминал и дека нема да биде никаква полза на граѓаните вакво нешто е реторика која што е празна и која што прво треба да се запрашаат како пред нивните партнери ќе можат да говорат за ова, со кои аргументи, докази и слично ќе го подкрепат сето тоа што го кажале, а дополнително и пред граѓаните треба да излезат и да се запрашаат зошто никогаш не успеа да направат било каков добар проект кој што ќе значи нова пруга, кој што ќе значат нови болници, кој што ќе значи нови инвестиции во образованието, како што се студентските домови во Штип и така натаму. Значи, ова е нешто кое што граѓаните добро го разбираат, затоа што ние транспарентно и одговорно го презентиравме. Јас ќе потсетам дека ние имавме договори кои што беа класифицирани, кои што коштаа милиарди, кои што никогаш не започнаа со реализација, и имаме договор за стратешко партнерство кој што е транспарентно презентиран пред јавноста, кажани се конкретно кои ќе бидат проектите кои што ќе се реализираат. Би кажала најголемиот фокус е ставен на пругата. Очекуваме навистина има огромен одзив од финансиски понуди кои што во моментов се случуваат. Не е празна реторика, не е нешто кое што го најавуваме и кое што нема никаква реализација со текот на времето. Ние имаме, мислам дека околу месец и половина како се случи ова потпишување на договорот, а ние веќе денеска зборуваме за некои финансиски институции кои што пројавуваат интерес за финансирање на овој проект. Што значи не е само презентација на она што е замислата, туку и негова реализација. Тоа е она што го говориме како мерливо и одржливо и тоа е она кое што граѓаните го чувствуваат. Ако останеме на празна реторика, како што тоа беше случај со СДСМ и ДУИ, граѓаните тоа го препознаваат веќе. Немаме простор да имаме празна реторика без реализирани проекти. За да го завршиме овој блок со анкетите, освен сите позитиви има и некои негативи, но за промена од сето на позитивно, негативата се води повторно кон СДСМ. Зошто? 53%, повеќе од 53% од граѓаните веруваат дека Венко Филипче директно вмешан во криминалот со Вице Заев и јагленот кој што доаѓал од Грција, горел во Македонија, а парите се сливале во Петрич на адреса на Вице Заев, меѓу другото, каде што Венко Филипче има исто адреса на фирма
негова и од која што сделка тој не добил ништо, ама добил на подарок џип од 130.000 евра, кој што во меѓувреме е продаден за да не боде очи, но нешто што верувам граѓаните не пијат нафта за да проголтаат таква приказка и дека одамна ги џвакаат работите, а не да ги голтаат како што некој посакува. Тука и приказката со Зоран Заев, скоро 2/3 од граѓаните, над 59% веруваат дека тој гради со криминални пари згради, односно облакодери во Дубај. Народски кажано, народот не пие нафта, многу се свесни луѓето за она што се случувало и што се случува во тој табор. Ние никогаш немаме тенденција да го потценуваме македонскиот народ, напротив, секогаш велиме дека е мудар, секогаш велиме дека добро знае да ја процени вистината, добро знае да ги анализира состојбите, да ги погледне од повеќе аспекти, да не оставиме на нивното делување кое што постојано беше во негација, во непочит кон сопствениот народ. Ние таков пристап немаме и верувам, сигурна сум дека македонскиот народ многу добро знае да процени какви се состојбите, особено со Пенко Филипче и Зоран Заев. Тука дополнително би го поставила прашањето каде се правосудните органи кои што немаат никаков одговор за ова. Една работа која што е константа, освен аферите кои што сега произлегуваат повторно од СДСМ и од ДУИ, како што беше и додека беа на власт, вие сега повторно апелирате постојано до јавното обвинителство да отвори случај, тоа го правите во опозиција. Вие ги потикнавте Рашковски, Димова и сите оние криминали кои што потоа испаднаа, не да беа криминали, туку беа болеше глава од сето она што се случувало и начинот на кој што се краделе парите. Сега повторно, вие како власт апелирате, аман луѓе буквално кажано, нека допре гласот до вас 130.000 евра џип не се подарува, тек така над 50 евра давање на функционер е веќе мито и корупција. 130.000 има многу пеески во него. Неве, повторно сте во истата улога што многу кажува за нечија врзаност со некого и нечија неповрзаност, предпоставувам. Повторно се враќаме на она оценката на Греко, тој е волшебниот круг. Вие немате такви ингеренции, да не речам распупено судство и јавно обвинителство како што го имаше некој претходно? Не само што немам ингеренции, немам инсталации, и што е според мене еден клучен показател за нефункционалноста и непостапувањето, затоа што сите оние инсталации таму низ времето покажаа како беа креирани или не креирани процесите. Наша обврска е да продолжиме да зборуваме за владење на правото, да бараме максимална посветеност и од судството и од јавното обвинителство, особено во случаите кои што директно покажуваат прекршување на законот или злоупотреба на јавна позиција или нарушување на безбедноста на граѓаните. Случајот со Јагланот е малку поширок, малку повеќе дела опфаќа во себе, не е само, би кажала, криминалот и корупцијата или онаа врзана шема на претек на добра и услуги, туку е нешто што опфаќа повеќе кривични дела во себе и да ќе продолжиме да апелираме и очекуваме дека на вистина секој оној кој што согрешил ќе одговара. Ке се дрзнат конечно, буквално кажано во наводници, но и да се охрабрат да чепнат во врхушката на СДСМ и ДУИ? Јас не очекувам дека некој треба да се охрабри или да се дрзне, туку очекувам секој да си ја врши работата. И мислам дека тоа е нешто за кое што е избран, тоа е позиција која што во опис и попис народски кажано стои како одговорност на секој судија и јавен обвинител. Вршењето на работата секој мора да ја прави за онаа позиција на која што сте. Јас и вие вечерва ја работиме нашата работа. Очекувам дека и сите останати треба да работат својата работа. Имаме уште теми за отворање, ке зборуваме и за позитивата и негативата, за инфраструктурниот бум, но и за она што се случува со Бугарија, која што продолжува, меѓу другото има смртни закани до нашиот известител во Европскиот парламент, до Томас Вајц од страна на бугарски екстремисти. Со нас е Марија Митева, се враќаме веднаш по блокот реклами. Останете со нас. Се враќаме во за или против. Моја гостинка е портпаролката на македонската влада Марија Митева. Марија, зборувавме во првиот дел за многу работи што се случуваат во Македонија. Една работа ја споменавме, имаме момент на буквално кажано еден инфраструктурен бум, 4 автопати се градат во исто време. Да, Љупчо, навистина ме радува тој момент што можеме да кажеме дека се работи на 4 клучни автопати, нешто што граѓаните со години го очекуваа.
кои што значи прво подобрување на животот на граѓаните во секојдневниот транспорт, но значи и многу за економијата. Знаеме колку е клучна инфраструктурата во делот на економијата и мислам дека посветеноста во делот на транспортот навистина не е особено видлива и мерлива. Еве пред само неколку дена имавме од фамозниот Кичево Охрид пуштање во употреба на 20 км, се очекува до крајот на летото уште 20. Вкупната должина од 57 км ќе ја реализираме согласно ветеното во програмата, а тоа е до крајот на 2026 година. И мислам дека тоа е добар показател и дека тоа ќе биде клучниот проект кој што ќе направи разликата помеѓу претходното владење и она што ние денеска го правиме. Затоа што требаше повеќе од една деценија да не мрднат буквално со прст, да нема ниту еден километар постојано да бараат некакви оправдувања дека не чинела трасата, дека имало повеќе слечишта кои што не биле добро проектирани, дека има моменти како клучки, кривини и така натаму. Меѓутоа, еве покажавме дека само за една година можеме да ги надминеме некои од состојбите. И мене ме радува тоа што не сме влада која што секојдневно излегува на пресконференции пред јавноста и зборува за проблемите или ајде да кажеме предизвиците со кои што се соочува, туку напротив гледаме сите тие предизвици да ги отстраниме, затоа што тоа е наша обврска да работиме како да ги отстраниме и да го дадеме она што на граѓаните им е потребно, а тоа е навистина да го реализираме конечно автопатот Кичево Охрид. Од друга страна е Прилеп Битола, нешто кое што навистина беше исклучително ветување и останати автопати кои што се во моментов се градат. Јас очекувам дека до крајот на мандатот навистина ќе го заокружиме се она што го ветивме во делот на инфраструктурата и ќе можеме да продолжиме во реализација и реконструкција на патиштата кои што навистина не е подобра. Ќе ја споменам тука и пругата која што еве како што најавивме веќе имаме финансиски институции кои што пројавуваат интерес, се работи на проектот, се работи на она што значи започнување со транспорт на две пруги, едната да биде за транспорт, другата да биде за стоки, за она што значи увоз и извоз, нешто што повторно ќе допринесе на економијата и навистина ме радува ова што се случува во инфраструктурата, нешто што беше заборавено со години. Колку сето ова ќе има улога во она што ќе се случува, го споменавме накусо и бегло во првиот дел, локалните избори кои што доаѓаат за 3 месеца. Кои се очекувањата, бидејќи да анкетите зборуваат за 5-1, 6-1, според она што го знам од локалните анкети, минималната разлика е 2-1 во однос на кандидатите. Што велат бројките, што вели расположението и кои се твоите очекувања на оваа тема? Институционално можам да кажам дека за вториот повик од оние 250 милиони кои што беа доделени до општините имаме 800 проекти. Тоа е се во делот на или најголем дел во делот на инфраструктурата, тоа се нови училишта, нови градинки, тоа се нови патишта, тоа е нешто што значи подобрување на животот на граѓаните, тоа се спортски игралишта во делот на образование, во делот на животната средина, сите оние 6 ресори кои што се вклучени во оваа мерка навистина имаат огромни проекти за реализација, што уште еднаш покажува дека во годините кои што следат ние навистина ќе работиме на изградба на нови објекти кои што ќе значат и помали листи за чекање на дечињата во градинки, и подобри услови во образованието, проширување на училниците, проширување на лаборатории и така натаму, нешто што навистина ќе значи подобрување во секојдневието на граѓаните. Да, тоа не се случува преку ноќ, за жал, тоа се навистина огромни проекти кои што прво за нив треба проектирање, па треба дозвола за градба, па веднаш потоа јавна набавка, па да се започне, меѓутоа годините кои што следат ние ќе ги реализираме сите овие проекти кои што сте стигнати. Кога велам 800 проекти за локалната самоуправа, мислам е доволен показател за тоа во каква насока ние ќе се презентираме пред граѓаните. Ќе продолжиме со нешто кое што значи постојано излегување на терен, постојано зборување со граѓаните, решавање на состојбите со отпадот, состојбите со она што навистина во градот Скопје не мачи сите. ВМРО ДПМН го објави кандидатот за градоначалник за Скопје, што веќе е доволно познат на јавноста по неговите резултати во општина Кисела Вода, така што мислам дека имаме од една страна структура на луѓе кои што се силни, кои што се докажани, а од друга страна програма која што навистина е мерлива и одржлива и тоа ќе биде клучот за успех. Меѓу другото, нивниот актуелен градоначалник на Струмица им посака на СДСМ да освојат барем еден градоначалник, тоа се негови зборови,
Меѓу другото, исто така имаме денеска една информација дека нивниот главен кандидат кој што бил до вчера за град Скопје ги откачил и дека кандидат за градоначалник на СДСМ според проопозицијските медиуми се наметнала Каја Шукова. Не знам кој е незиното достигнување во кариерата, освен министерувањето кое што ретко кој се сеќава што е направено во тој рок, но еве Каја Шукова треба да оди според опозицијските медиуми, нели контра Орце Георгиевски, кој што го знаеме по тоа што го знаеме, така што многу зборува еден факт во целата оваа работа, нивниот главен кандидат откажал, не сакал да се кандидира, тоа многу зборува за расположението и за сознанието што некого очекува таму. Па за безидејноста која што се случува во СДСМ, од една страна ги имаме ваквите откажувања, од друга страна ги имаме и некандидирањата како што е случајот во Струмица, така што мислам дека поразот кој што ќе го доживеат на овие локални избори ќе им биде доволен показател за тоа како треба навистина да се посветат на целосна реорганизација и реформирање на структурите и начинот на делување и од аспект на опозиција. Јас не би шпекулирала во однос на имињата, но со сигурност можам да кажам дека кој да биде против кандидат на Орце Георгиевски ќе ги загуби изборите, односно ќе има убедлива победа на Орце уште во првиот круг во градот Скопје. И во останатите општини се разбира, ние веќе како политичка партија објавивме 40 имиња за градоначалници, до крајот на месец јули ќе објавиме уште и во првата половина на август мислам дека ќе го заокружиме целокупниот процес на објавување на кандидатите за градоначалници. Тоа се силни, докажани луѓе кои што навистина имаат резултати зад себе. Тоа се луѓе кои што се посветија на работи, на реализација на програмата. Да подсетиме, тоа беа градоначалници кои што со години беа градоначалници, а извршната власт од СДСМ и ДУИ навистина ги обструираше и блокираше, но успеа и со такви обструкции да реализираат голем број на проекти од својата програма. Ќе понудиме нешто што навистина значи промена, нешто што навистина значи подобар живот за граѓаните и сум убедена во голема победа. Досега предвидувањата на PR експертите се обистинија, најавија можеби најцрна кампања досега од страна на опозицијската СДСМ. Предходеше Кочанската трагедија со која што се фатија и нели им беше основа на целата приказка и на пресконференциите, продолжија со пожарите, спомнавме и убиството во Прилеп го искористија. Ако зборуваме за партија која што претходно во опозиција ги злоупотреби Монструм, Диво населје, Малата Тамара, Никола Младенов, Мартин Нешковски, сите црни петна кои што испаднаа дека се тотална лага сите овие 5 случаи за жал, нели извадени од контекст. Сега најавата е дека ќе го прават тоа што го прават и го прават, за жал. Еве, Кочанската трагедија досега е максимално злоупотребена од нив, играат на емоциите на граѓаните. Од друга страна се вашите реакции на оваа трагедија, континуираната поддршка ќе продолжи ли? Поддршката нема да ги заборавите како што велат од СДСМ така. Апсолутно не, ние сме во постојана комуникација со семејствата и на повредените, но и на оние кои што за жал изгубија свои најблиски во оваа трагедија. Одблиску ја следиме состојбата и од здравствен аспект, што е многу важно во овој момент за оние кои што ја поминуваат фазата на рехабилитација. Ја следиме и од аспект на политичка посветеност за тоа што му е потребно на градот Кочани, како можеме да допринесеме со повеќе инвестиции, со повеќе фокус на Кочани. Ја следиме навистина преку една човечка димензија, чекорите кои што ги превземаме не се само политика, туку една обврска која што ја имаме во моментов како влада. Јас не би коментирала тие, би кажала, ужасни обвинувања кои што доаѓаат од Социјалдемократскиот сојуз и не можам да поверувам како едноставно можат да злоупотребуваат трагедијата на семејствата, да користат нивни зборови во нивна реторика, да едноставно бараат континуиран виновник. Ние навистина ваква трагедија да никој не ни можеше да замисли дека ќе се случи, меѓутоа реакцијата на институциите беше многу навремена, беше повторно координирана. Имавме поднесено обвинение и кривична пријава уште првите 5 дена
од настанот обвинителство ја прошири истрагата, голем број на лица се опфатени, се очекува да започне и истата можеби во определен дел и да се прошири, така што ниту имаме за цел да заштитиме некого, ниту имаме за цел да делуваме во насока на интервенција по однос на состојбите, напротив, сакаме обвинителство темелно и детално да ја заврши својата работа и буквално секој оној кој што има и најмала доза на одговорност да биде изнесен пред лицето на правдата. Од друга страна е состојбата која што ние како влада и како држава имаме обврска да направиме за кочани, да бидеме тука за оние кои што го поминуваат патот на рехабилитација, тука е одморалиштето Понеква кое што е ставено во функција. Информациите говорат дека добро се одвива таму фазата на рехабилитација, дека ги имаат потребните услови, дека се задоволни, така што ќе продолжиме во оваа насока и мислам дека граѓаните ќе можат да препознаат чија намера е искрена, а чија има цел да злоупотребува. Паралелно со ова се случи едни други црнила, но национални црнила не за Македонија, туку за некој друг, она што се случуваше во Брисел и во Страсбур. Црнила, но за Бугарија. Зошто? Буквално кажано, од гледна точка на експертите, ова беше извонредна стапица која што Македонија ја постави на Македонија со македонскиот јазик и идентитет, за да некој се покаже во вистинското свет во една буквално кажана демистификација на Бугарија, на бугарските барања, аздис да не речам оној национал шовинистички, кој што завршува деновиве со смртни закани до Томас Вајц за тоа што го кажал, а кажа многу правилни работи, меѓу другото, за Македонија. Кажа дека бугарите го направиле, го злоупотребиле извештајот за дома. Кажа дека сме заложник, буквално кажано, на еден билатерален спор кој што не смее да биде таков и дека копенхагенските критериуми, значи тој убаво си ја заврши работата, за разлика од неговиот претходник кој што не си ја завршуваше затоа што, замислете, беше од Бугарија, бугарски европратеник беше известител. Нели ве сега за промена имаме Австријац кој што сепак се обиде нешто, но не успеа, но стапицата беше добро поставена за промена од страна на македонската дипломатија и успеавме, и цела Европа успеа. Иако извештајот помина како што помина без македонски идентитет и јазик, верувам дека и европјаните добро видоа со кого си имаат работа и дека оние уставни измени кои што бирократите од Брисел ги поставуваат, не зборуваме за Европскиот парламент, дека не се нешто што ќе биде конечно и ќе биде само почеток на она што тие ќе го бараат. Љупчо, мислам дека во цела оваа состојба која што одлично ја даде како вовед на она што еве наша следна дискусија, забораваме една клучна работа, а тоа е клучна победа која што Македонија успеа да извојува на комисијата. И да покажеме дека во срцето на Брисел од страна на оние кои што се декларираат за европејци, а тоа се нашите соседи, може да се случува нешто што е сосема спротивно на она што значи европски вредности. И да ја покажеме вистината дека она што го говориме со години, дека не се проблем бугарите во уставот, дека е многу поголема состојбата која се случува поради погрешните чекори, повторно ќе се вратиме на Социјалдемократскиот сојуз и ДОИ. Тие уништија толку многу што ние денеска не можеме буквално све наеднаш да поправиме. Значи, состојбите ги доведоа на степен да денес се разговара за тоа дали може или не во срцето на Брисел некој да оспорува идентитет и јазик. И покажува која е вистинската намера. И покажува кој бил на вистинската страна, а кој историјата ќе го запомни како политичари и како политички партии кои што нанеле можеби најголема штета на Македонија и на македонскиот народ. Европските вредности, копенхашките критериуми, она што значи владење на право, она што значи реформи во јавна администрација, она што значи состојби на 21. век кои што ние денеска треба да ги дискутираме како ВМРО ДПМН, како влада која што како политичка партија која што ја предводи владата, ние секогаш сме зборувале дека не постои друг пат за Македонија надвор од овој. Меѓутоа, пат кој што ќе биде на вистина со достоинство и со интегритет, пат кој што на нас треба да
во денешно време, во 21. век, во највисокото тело на Европската унија, да се дискутира дали постои или не постои, дали треба да му ставаме модерен, современ и така натаму додаток на македонскиот идентитет и јазик, е нешто кое што навистина покажува вистинската цел. Но победата која што успеавме да извојуваме и за која што треба да сме горди е дека таму некаде ќе биде во историјата запишано дека на комисијата на АФЕТ помина македонски идентитет и јазик. Нешто што успеавме со макотрпна работа, со конструктивен диалог, со присуство на навистина големи меѓународни дипломатски случувања, да ја презентираме нашата страна, да ги покажеме нашите состојби, да бидеме отворени за диалог, секогаш да велиме дека она што го оставија како проблем, ние сме спремни да го решиме, но слушнете ја нашата страна, затоа што тоа е вистинската страна. Некој претходно ве лажеше, ве манипулираше и ви велеше дека све може да помине само за да им биде аминуван, мислеа дека ќе им биде аминуван криминалот и корупцијата. Така што јас некако вака би ги поделила овие состојби во моментов. Дали главната порока можеби беше дека времето на свиткана кичма што велат, односно свиткан РБТ поминато време, односно минато свршено, барем нели додека ВМРО каде што е, имаше една очевидна разлика која што требаше да им покаже на сите неверни томи, една разлика, знаеш, на релативизација која што минативе години беше постојано повторувана дека сите се исти. Јас би го дал како пример моментот на реакцијата на премиерот контра Марта Кос која зборуваше за она несрекна пинџур димензија на идентитетот што кажа, имавме една реакција која што беше невидена подолго време. Ако се сетиш, некој кога се смееше како Зелен, кога некој го нарече западно-бугарски премиер, или еден друг негов претходник кој што го намести таму каде што е, кој што се маваше во грудима нашима и зборуваше се што не требаше да се зборува за заедничка историја, нешто што го зборуваат бугарите и денес со неговиот вокабулар настапи Георг Георгиев, или го имаме сегашниот им председател кој што оди во Грција и кажува дека Македонија е ваква, таква, онаква. Повторно имаме еден страшен контраст на црно и бело, но и показател дека работите не се какви што се и дека оние бугарски уставни измени кои што толку биле потребни без никаква гаранција нема да поминат и натаму така. Разликата е многу видлива. Од една страна се оние кои што повторно ќе кажам, беа спремни да ги премолчат, да ги примат со насмевка оние дипломатски навреди кои што се случуваат, да не одговорат, да не го сватат тоа како навреда кон македонскиот народ и да не изреагираат во моментот. И од друга страна имате сега дипломатијата со интегритет, која во континуитет ќе продолжиме да ја практикуваме. Ние континуирано зборувавме дека мораме да направиме се што е во наша моќ, да се презентираме во најдобро светло, прво да расчистиме со криминалот и корупцијата и да покажеме дека оваа држава има една политичка влада која што е спремна детално да ги заврши реформите, и од друга страна да покажеме дека капацитетот на луѓето кои што се вклучени во дипломатијата е огромна спротивност од она со што претходно се соочувала Македонија. Дека навистина ќе ги презентираме состојбите онакви какви што све, ќе водиме диалог, ќе бидеме представници на македонскиот народ, пред се на македонските интереси и на интересите на Македонија. И мислам дека со една таква дипломатска офанзива ние успеваме веќе да покажеме огромна разлика. Ти благодарам што беше моја гостинка. И јас благодарам на поканата. Ми беше чест. И благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.